Кумановскиот музеј го заврши проектот дигитализирање на археолошки содржини на локалитетите Градиште во Младо на Горичани и Црквиште во село Клечовце. Проектот, преку кој се изврши скенирање на повеќе од 8 километри површина со користење на најсовремена технологија на георадар, се реализираше во соработка со археолошкиот музеј. Геофизичките методи се една вообичаена методологија при истражување на археолошките локалитети, односно тие со помош на таа опрема која што се користи во самите истражувања, даваат резултати кои што понатаму индицираат што би требало да се работи на самите локалитети. Имено георадарот е направа која што преку радарски бранови овозможува да се утврдат аномалиите кои што ги има во земјата, а тие аномалии најчесто се некои структури, да кажеме ѕидови, подови и слично. Врз остав на тој простор кој што ние ќе го поминеме, односно ќе го скенираме или снимиме, се прави мапа која што се поставува во координатен систем и понатаму во таа мапа ние ги имаме на некој начин, таа представува цртеж на она што се наоѓа под земја. На тој начин ние можеме многу попрецизно да ги насочиме нашите ископувања, точно да знаеме во иднина каде да поставуваме сонди и точно да знаеме кој дел од локалитетот што би можел да представува. Иако на запад, да кажеме, се работи за вообичаена методологија, кај нас представува прилично нов начин на истражување, пред се поради тоа што долго време немавме таква апаратура, но пред некоја година веќе имаме лиценцирани лица кои што знаат да управуваат од Археолошкиот музеј на Македонија и апаратура која што поседува истиот музеј е достапна за изнемување, така да ние во партнерство со нив ги извршивме овие истражувања. Кумановскиот музеј се уште ги нема добиено резултатите, по кои понатаму би требало да се насочат ископувањата. На овој начин, велат, ќе се заштеди на време и средства. Полесно беше да се работи во Црквиште во село Клечовце, затоа што таму представува рамна нива која што е погодна за скенирање, додека Градиште Младо на Горичани представува рид, стрмен рид, кој што има многу камени и е многу потежак за движење на таа апаратура, меѓутоа ете и таму успеавме да го скенираме она што го предвидовме и се надеваме на добри резултати. Ние секој сакаме да кажеме, никогаш не знае што земјата крие. Значи, колку и да го познаваме, евен Црквиште Клечовце како римски град или Градиште Младо на Горичани како хеленистички град, колку да го знаеме начинот на кој што се градени градовите, секогаш има некој детал кој што ќе ни изненади и кој што ќе се појави на неочекувано место. Така да овие истражувања ни се токму во таа насока, да добиеме една попрецизна мапа за диспозицијата на градовите на самите локалитети. Имаме за намера, за следната година аплициравме до Министерството за култура проект за снимање со лајдар технологија, со дрон. Значи, исто тоа е ласерска технологија, меѓутоа на друг начин работи, таа ја отстранува вегетацијата и ги дава и најмалите аномалии на земјата и очекуваме комбиниран пристап, значи геофизика со лајдар технологија да ни даде уште по конкретни резултати. Истражувањата се финансирани од Министерството за култура под раководство на Дејан Ѓорѓиевски и Мирослав Петковски, а со георадарот работеше Радомир Ивановиќ од Археолошки музеј.